Со звукот на училишното звонче денес започна новата учебна година за околу 190.000 основци и 85.000 средношколци. На државно ниво прв пат во училишните клупи денес седнаа и околу 20.000 правачиња, од кои 460 во Штип. Најмалите ученици во Штипското основно училиште Славејко Арсов денес ги посети градоначалникот Илчо Захариев. Најнапред на сите правачиња во нашиот град и во Република Македонија сакам да им го честитам почетокот на школската година. Престои период на многу учење и надградба, да им посакам да имаат многу добри услови за школување, одлични наставници и пред се да бидат добри ученици. Со чинот и вниманието кој го посветивме на овие деца, сакаме да кажеме дека ние како општина сме навистина заинтересирани да имаме одлично образование, бидејќи столбот на секоја држава од која се зависи сите други надградби е образованието. Ако имате образовани кадри, мислам дека ќе имате се. Оваа година за наше големо задоволство имаме поголем број на правачиња од минатата учебна година, така што бројот на правачиња во прво одделение е 53. Минатата година имавме 39, што е посебно и големо задоволство за нас. Најмалите беа највозбудени на првиот училишен ден. Родителите и наставниците пак со своји очекувања за учебната 2015-2016 година. Јас се викам Анастасија Трајчева и прво деление сум и 6 години имам. Летото ми вика во Доја на плажа на Јубоваc, слика да чуеш нешто за девојката Доја на весели и радостен да врнеш дома. Па нашите очекувања се дека правачињата ќе учат, дека ќе бидат добри ученици. Како ли ќе се адаптира детето? Па мислам дека малку потешко, ама надеваме се дека ќе биде у најдобар ред. Дечињата кога доаѓаат во училиште се мали, значи со многу мал возраст, меѓутоа со наша помош во текот на годината, значи тие ги стекнуваат, со сите знања се стекнуваат, што се предвидени со сите содржини. Освен основците и средношколците по 2,5 месеци распуст, денес повторно седнаа во училишните клупи. Во Штип средното општинско училиште Колен Ехтенин годинава со најголем број запишани средношколци. Можам да кажам дека уписот е максимално добар, што значи да некаде 70% од паралелките се со 34 ученика. Другите имаат по некој место слободно, ама можам да ја кажам слободно дека и денеска имаме едно 6-7 ученика кои донесоа документи да се запишаат во некој од профилите. Моментално, значи, нудиме атрактивни профили, кои профили даваат иднина за запослување на самите ученици. По завршување на средното образование, значи да најдат самите место каде би можеле да се вработат. Инаку во Македонија има 105 средни и 337 основни училишта.